Кинески вкусови, понекогаш со додаток креолски шмек. Let's say chow mein. Ако е кинеско јадење, тоа е чао мијан. Мијан значи тестенина, но ние велиме чао мин. Значи се готви во креолска кујна. Кинеско-сејшелската култура не се рефлектира само во храната. Таа е исто така дел од потеклото на луѓето како Моли Розели и други жители на Сејшелите кои имаат кинески бекграунд. Розели течно зборува мандарински, ја доближува локалната култура со новиот бран кинески туристи и бизнисмени. Сепак, новодојдените од Кина и долгогодичните жители не дават премногу заедничко, вели Пол Чоу, кој исто така има кинеско потекло. Јас зборувам само креолски, а тие зборуваат само кинески, така што нема шанси да се зближиме. Во последниве години, Кина го насочи своето внимание кон стратешки лоцираните Сејшели, чија локација и овозможува лесен пристап до Африка, Блискиот Исток и Јужна Азија. Мислам дека татко ми дошол на Сејшели во 1943 година, но тој не се нашол на Сејшели случајно. По потекло од Јужна Кина, таткото на Чоу бил на пат кон Мадагаскар, популарно место во тоа време за кинезите кои бараат работа. Но некој на бродот му се слошило, патниците биле ставени во карантин на Сејшелите. Таткото на Чао останал, нашол работа, се оженил со локална жителка. Кинезите се преселуваат каде што мислат дека има можност. Во својата историја, Сејшелите биле дел од Франција, потоа Велика Британија, пред да стекнат независност во 1976. Сега е дом на мнозинство жители со креолско, француско и африканско потекло. Потомците на кинеските мигранти сочинуваат околу 500 до 1000 од населението. Повеќето од нивните предци ја напуштиле Кина за да избегаат од сиромаштија. Потоа, пред повеќе од 10 години, Пекинг започна да финансира градежни проекти во Сејшелите, со што донесе нов бран кинески работници. Амбасадорот на Кина во Сејшели ги опишува како символи на билатерално пријателство. Секако, за 4 години, колку што бев министер за надворешни работи, видов како тие односи се унапредија. Мислам дека кинезите на Сејшелите не сакаат само да се стационираат, туку имаат интерес да можат да надгледуваат што се случува во Индискиот океан. Кина е толку богата што локалците сега сите ги поздравуваат кинезите. Со оглед на тоа што туризмот е една од главните индустрии на Сејшелите, туристичките водичи, како што е Розели, со нетрпение го очекуваат новоотворениот директен чартер лет од Кина, со надеж дека ќе донесе нов бранд туристи и бизнис на Сејшелите.